Добар ден, почитувани. Точно напладна еве од наша страна. Добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска одлучивме да разговараме на ведри теми и да го имаме во нашето студио еден од нашите соработници за кој што се надевам дека и во иднина ќе го имаме како соработник. Пред се пријател, потоа соработник и човек кој што со целата своја енергија се залага за здрава храна, се залага за таа здрава храна да биде дел од нашето секојдневие и тоа да го научат и најмладите. Поводот за разговорот со Филип Димковски, реков наш соработник, пријател, инаку новинар, поет, по професија агроном. Ќе разговараме за Полжавче. Тој е главен и одговорен уредник на ова списание кое што деновиве го има третото свое издание. Јас може би малку ќе му замерам бидејќи сме меѓу последните медиуми што правиме промоција, но во секој случај секоја чест за она што го правиш со Полжавче, она што го правиш со Slow Food Македонија, Slow Food Прилеп, за сите твои активности. Имаме многу поводи за разговор, но рековме, најголемиот повод е Полжавче, третото издание и интересен наслов. Семето рколец на животот. Прво благодарам за поканата. Ова што сте последен медиум во оваа медиумска кампања на списанието Полжавче за негова промоција, нека значи јаготка на шлагот. А секогаш дома е нели најпријатно и некако најслободно се зборува. Инаку да, Радио Пела еве веќе неколку години си го чувствувам како медиумски дом и секогаш ми е пријатно да сум овде. Третото издание на Полжавче излезе неодамна и веќе тргна промоцијата. Тоа е списание кое се занимава со училишните активности на Slow Food Македонија, на организацијата која се залага за добра, правична и чиста храна, организација која се занимава со храната и земјоделието и овде токму во Радио Пела многу пати сме зборувале и сме ги представувале активностите на Slow Food Македонија и на Slow Food Прилеп како локален огранок. Првото издание излезе во 2020 година. Тогаш во време на пандемија. Промоцијата се направи онлайн. Второто издание продолжи со пандемија, исто така се случуваше онлайн и еве конечно третото издание си доби некоја реална слика, иако сите тие претходни броеви беа печатени. Остана идејата според можностите Полжавче да излегува еднаш годишно, за да ги опфати сите активности што во една тековна година се случуваат, а се поврзани со училишните градини. Училишните градини е еден од проектите на Slow Food и досега во рамките на тој проект 20 училишта се вклучени со тоа што се во различни фази на создавање на училишни градини во нивните училишни дворови. Значи, списанието е како резултат на тие училишни градини и тие училишни градини ги има 20 во цела Македонија. Така е. Тенденцијата е дека да се шират тие градини, а најдобро е што тоа природно произлезе. Значи, веќе самите училишта се јавуваат од различни краеви и се пријавуваат, се приклучуваат. Бидејќи Slow Food не овозможува финансиска поддршка, меѓутоа едноставно ја дава иницијативата, помага со едукативни материјали, зашто низ годиниве од 2013 наваму цела палета на едукативни материјали се напишани, отпечатени од стручни луѓе од областа на храната, од областа на производство на храна, на земјоделието, професорки од земјоделскиот факултет. Така што тоа продолжува, подготвуваме и нови изданија поврзани со таа тема и штом се дава иницијативата, се даваат едукативните материјали и физичка помош дури кога е потребна за создавање на таа училишна градина да се тргне од некаде. Се одржуваат и различни семинари и работилници кои помагаат во едукацијата и на наставниците и потоа на тоа ниво на знаење наставниците да го пренесат на учениците. Имам неколку прашања поврзани со училишните градини.
Во време на моето образование, кога зборуваме за основно образование, имаше одредени часови за да можат децата да научат на каков начин се прави, се создава храната. Чинам дека во денешно време тој елемент од образованието го нема во училиштата, колку училишните градини можат да надокнадат дел од тоа знаење и на каков начин, бидејќи ти си директно вклучен, на каков начин тоа се прави. Ајде да кажеме, чинам дека училиштето Кире Гавриловски во Прилеп е вклучено во училишните градини, не знам кои други училишта од Прилеп, но што се прави на тие часови и што се треба да обезбеди училиштето? Сега станува збор за дисконтинуитет во постоењето на тие училишни градини. Јас викам, во училиште се учи се моментално, освен најважно да се произведе храна. Без храна не можеме да живееме. А децата учат се, освен тоа. Детето знае што е клеточен зид и знае што е растителна клетка, ама не знае да произведе еден корен домат. Ама некои не прават ни разлика од домат и јаболко. Да. Значи теоретски знаат децата, меѓутоа практично не знаат. Сега што се случува? Пред 30 години училиштето во Драчево, мислам дека Свети Климент Охридски се вика, се извинувам ако грешам, сум бил неколку пати таму, уште пред 30 години функционирала училишна градина, дури и мала фарма, со кокошки, со млекодајни животни и така натаму. Цел процес, значи се произведувал расат, храната се користела во училишната кујна. Целиот процес на создавање храна се случувал пред очите на учениците. И сите ги уживале тие бенефити. За да подоцна, и не сам, предпоставувам и други училишта во помал или поголем обем го имале тоа. За да настане прекин, па дури сега последниве години и во тоа училиште, а за жал во некои училишта и прв пат, иако постојат по 50-60 години, прв пат сега има училишни градини. Во Прилеп се вклучени 4 училишта, се во различни фази, училиштето Кире Гавриловски Ане, Кочо Рацин, Климент Охридски и Блаже Конески. Сега што беше предизвикот? Да речеме Кочо Рацин нема никаков простор, земја, многу малку. Беше предизвик архитектот Даме Дименски, кој е дел од Slow Food Прилеп, да направи проект на висечка градина. Идејата е да се покаже дека секој минимален простор, дури и просторот покрај прозорец, може да биде еден вид градина и барем нешто малку да се произведе. Ако ништо друго, ќе посееме Макдонос или некој друг зачин, јаготки и ќе го искористиме просторот. Колку помага? 3 научни труда мои се врз основа на практичната работа во училишните градини, со цел да покажам каков ефект досега има кај децата од работата во училишните градини и што би можело натаму да се случува, односно како наставните предмети можат да бидат во корелација и да се интегрираат со училишната градина. Затоа бенефитот е веќе голем. Децата се вистина најдобри ученици во однос на градинарството. Тоа го потврдува фактот што и во околниве држави, онаму каде што има градини, ефектот, јас контактирам со луѓе кои работат на тоа поле и во Хрватска, во Србија, ефектите се големи. Значи, децата многу брзо и лесно научуваат и веќе почнуваат тоа да го поттикнуваат и дома. Ми се случи, еве, например, деца што се од селска средина, тие се во допир со земјоделието, голем дел од нив, меѓутоа, залагање во наше е тоа да биде органска, тоа да биде биоградина и да биде едно еколошко и хумано производство на храна. И последна работилница, дури работилница што беше онлайн, а не беше со физичко присуство, една од ученичките на својот татко подоцна му рекла: "Тато, ние веќе нема да прскаме." Значи, колку што е важна училишната градина да научат децата во градот, важна е и во селската средина еден друг аспект на земјоделството да научат децата. Тоа се виде, радосни се кога ќе скинат од производите во градината, кога ќе направат салата или зимница, ги гледаат едноставно реално плодовите на својот труд.
и научуваат дека за се во животот прво треба да сработиш, па нешто да добиеш, дека ништо не паѓа од небо. Се ли заинтересирани децата да учествуваат во работата во училишните градини? Зборуваме за реален интерес. И зошто сите училишта од Прилеп не се вклучени? Тоа зависи пред се, верувам, од менаџерите на училиштето, од директорите и она што го напомена од можностите на училиштето заради просторот, но верувам дека тоа не е проблем, бидејќи еве Кочо-Рацин има начин како да изменаџира за да може да се постават висечки градини. Проектов е комплексен и не само кај нас. Училишна градина е комплексен проект. Зошто? Учениците се менуваат. Една генерација оди, друга доаѓа. Наставниците се менуваат и најстрашно се и директорите многу често се менуваат. Да. За жал. Кај нас не се гледа за жал да оди некој е успешен да продолжи, туку кај нас си влијаат, нели, политичките партии влијаат на сето тоа, за жал е така. Меѓутоа, сето тоа би било подобро ако директор што си заминува пренесе значење и важност на својот колега дека ова е важен проект и треба да обстои. Сега во сиот тој комплексен проект тешко е да се одржат училишните градини, да воспостават континуитет. Спред се секако зависи од менаџерскиот тим и од залагањата на наставниците. Факт е дека треба тоа да го работи некој што навистина го сака и го знае. Значи, ако училишната градина постои само како проект за да се пофали некој училиште, сега сме вклучени во тој проект. И толку и ќе се сликаме и ќе го прикажеме тоа по медиуми и завршува приказната. Тогаш никакви не се бенефитите од училишната градина. Дали се знае кои наставници по која предметна настава можат да бидат тие кои што би биле задолжени за одржување на градините, или тоа зависи од училиштето кои наставници ќе ги назначи за тие што ќе бидат одговорни? Slow Food кога го иницира проектот во било кое училиште, остава слобода менаџерскиот тим, наставниците. Најдобро е директорот да го представи проектот и да остави слобода кој наставник е заинтересиран за тој проект, ќе биде одговорен и би требало барем минимални познавања да има во однос на тоа. Иако имаме прекрасни примери, подоцна ќе зборуваме, например, во училиштето Владимир Полежиневски во Кичево, координатор е наставник по историја. Меѓутоа, тој наставник има своја градина со години. Има искуство и знаење. Имаме оделенски наставници во други училишта кои се вклучени, например во Кочо-Рацин наставникот Гоце Бумбаровски. Меѓутоа и тој има врска со земјоделието и е производител. Меѓутоа имаме наставници по биологија кои можеби немаат некој од нив толкаво искуство со земјоделие, меѓутоа прекрасно умеат да го поврзат својот предмет со она што значи училишна градина. Така што голем слобода се остава тука. Значи различни се профили. Да, битно е наставникот вистина да сака. Сега ме прашавте зошто сите 7. Јас вистина би сакал сите училишта во градов, па и овие што припаѓаат на Прилепска општина, да бидат дел од овој проект. Не е тешко, што треба. Буквално волјата е најважна и најзначајна, зошто не е некоја тоа не знам каква инвестиција. Значи доволно е една леја да направите во училишниот двор за да можете да ги образувате децата. Сега некој училиште ќе направи можеби 1000 метри квадратни градина ако има простор. Еве Блаже Коневски има огромен простор во дворот. Меѓутоа доволно е една леја, доволно е 5 квадрати, доволно се 3 сакси и само тоа да функционира и од него произлегуваат еден куп вештини што децата ги стекнуваат. Тогаш кога се презентираше овој проект во нашиот град, беше представено пред сите 7 градски училишта, 4 училишта го прифатија тој проект. Сега се во различни фази на работа. Јас се надевам дека убави најави имаме. Училиштето Кочо-Рацин има поддршка од најавена поддршка од сопругата на претседателот на државава преку UNDP како партнер да направи училишна градина.
да ги поддржи и финансиски за материјалите што се потребни. Мислам дека фирмата Гентерм ќе ја поддржи градината во основното училиште Блаже Коневски, така што се надевам оти работите се движат нанапред. И ако се сака, имаме случај на училиште во Битола каде што наставничката 8 пати беше забранувана да направи училишна градина и тоа од директорот со уништување на градината. Меѓутоа таа наставничка успеа и од лани ја има една од најуспешните градини. Тоа е училиштето Елпида Караманди во Битола, наставничката Жанета Здравковска, и затоа во третиот број на Полжавче имаме прекрасни страници со нивните активности. Браво. Ја спомнавте супругата на претседателот Пендаровски. Јас само иницијално прашање тоа нека биде. Зборуваме за локално ниво и како на терен работите се движат во однос на отворањето на тие училишни градини, но дали оваа иницијатива може да дојде до централно ниво, Министерството за образование, од каде би потекнала некаква иницијатива да биде тоа дел од образовната програма во сите училишта, бидејќи навистина е потребно такво нешто, дали е распозната потребата од тоа? Јас знам дека дел од финансирањето за проектот Полжавче имаше Министерството за животна средина, но ова е сосема друго прашање, или колку може тие прашања што треба да се упатат на централно ниво да дојдат до оние што се најодговорни и да бидат повикани, да можат да се започне тој проект на едно национално ниво, зошто да не? Има ли размисли такви, се почнала ли таква иницијатива или па доправа ќе се одржува? Кај нас работите се движат бавно во државава, со се. Тимот кој работи во рамките на Slow Food за училишни градини е мал, меѓутоа навистина многу работиме, многу вложуваме и лична енергија и време и средства за да се поттикне нешто. Тоа се прекрасни координаторот Василка Стефановска е пензиониран наставник која ја направи првата училишна градина во државава со овој проект 2013-та, средното училиште Лазар Танев, угостителското во Скопје. Моментално овие 20 училишта се основни, меѓутоа гледам дека и многу средни училишта пројавуваат интерес. Бавно се движат работите затоа што веројатно кога доволно се би било сватено, можеби ќе имавме поголема поддршка. 2 години проектот беше финансиран од Министерство за животна средина и овој број на Полжавче, ќе видите, вие го имате оној примерок во боја, ќе видите едно е да биде во боја, едно е да биде црно-бело. Тоа и на децата им влијае, и на оние кои што треба да го пренесат овој материјал наставниците. Меѓутоа, едвај успеавме, откажувајќи се од било какви бенефити за нас, да го направиме. Јас искрено им се заблагодарувам, тука се илустратори, универзитетски професори, автори, нутриционисти, сите тие работеа, создаваа содржини, потрошиле свое време да ги креираат содржините, а не добиле ништо за возврат. Меѓутоа, сите одат со помислата, ете, нешто добро правам за децата. Чекор, што е добар, може би личен некаков, односно бенефит како организација Slow Food огромен нема, меѓутоа општеството има. Тоа е што благодарение на иницијативите за училишни градини од Slow Food, но и од други организации кои работеа на училишни градини во градинките, слични еколошки проекти, се дојде до момент каде што градинарството е воведено официјално како изборен предмет во основното образование, се учи едно полугодие и најголем дел досега од оние што веќе го предаваат градинарството, тоа училиштето избира дали тој изборен предмет ќе го воведи во училиштето, ги користат материјалите од Slow Food. Така што, тоа е наша сатисфакција дека работите малку се поместиле и тргнале нанапред. И ако почнеме да сваќаме дека не е мода, не е забава да се има градина, веќе како што гледаме станува неопходност, потреба. Ќе ви кажам пример,
Африка е во рамките на Слофут најголема во однос на проектот училишни градини. Нивната амбиција е да стигне до 10.000 градини. Таму учениците храната што ја произведуваат во некои училишта, од таа храна носат за да ги прехранат своите семејства. Сега замислете колку е важно тоа. Училишната градина значи за некого храна за неговото семејство во текот на еден ден. Да се научи како да се создава храна. Ето Најопходното нешто да се го преживее. научува, меѓутоа и практично во моментот ќе однесе денеска, не знам, од тие плодови дома да јаде неговото семејство. Знаеме дека Африка, делови на Африка се соочени со голема сиромаштија, недостаток на храна, а големи семејства. Значи, ако детето однесе едно парче, не знам, зелка дома ќе има да направат салата, на пример. И тоа семејство денеска нешто да касне здраво и квалитетно. Јас се надевам дека ќе биде препозната оваа потреба, реална потреба и неопходност и еден ден училишните градини ќе бидат во делот на јавното образование во Македонија, пред се во основното училиште, а потоа и во средното. Следното прашање поврзано со Полжавче ми е зошто посветено на темата семето, рекулец на животот. Првото издание беше општо, второто го посветивме на почвата, како основа за производство, за земјоделско производство, и третово некако природно, кога имаме почва, треба да имаме семе за да имаме ново растение. Така дојде до идејата, особено во време кога е актуелно прашањето за семето, а јас врската ја најдов, така и напишав во предговорот. Ако семето е основа, потенцијал за растение, детето е семе за човек. Детето треба да се обликува, да се воспита, да се гради, за да дојде да се изгради во една вистинска личност, во еден вистински човек. Се наоѓаме време кога од една страна, не само кај нас во светот, имаме недостаток на семе, некаде се забрануваат автохтоните сорти, значи разни проблеми со семето, а ако го немаме семето, ние не можеме да го зачуваме биодиверзитетот на една држава, нити да зборуваме за зачувување на нашите особености и така национални особености. Токму, тоа идентитет, еве пиперката е навистина препознатлив бренд за нашата држава. Например, еве ќе го спомнам селото Буково, Битолско. Буковската пипер која ја прави, затоа и така ја добила името, тоа семе на пиперка успева само на таа надморска височина. Значи, пробано е истото семе од пиперка, да се посее и на други места, ќе се оформи растението, меѓутоа квалитетот на пиперката не е ист. Ете, тоа зборува за тие посебни карактеристики. И токму затоа, тука професорката Сонја Ивановска напиша од Земјоделскиот факултет, таа со години се занимава со биодиверзитетот, со незините соработници објави 2 книги посветени на биодиверзитетот на гравот и биодиверзитетот на пиперката. Токму таа пишува за значењето во страниците на Полжавче. Тука од Институтот за Земјоделскиот институт Скопје пишува магистер Билјана Дрвошанова токму за пиперката. Елена Каровска-Гошева пишува баш за буковската пиперка. Нашата Билјана Гверовска од Институтот за тутун пишува за значењето на семето и неговата важност воопшто. Професорката Звезда Богевска има текст дека доброто семе е основа за квалитетен расад, односно за квалитетно растение. Се со цел првичната идеја на Полжавче беше да информира за се она што се случува во текот на една година со проектот училишни градини. Меѓутоа од почеток јас сакав да одиме едно ниво погоре, а тоа е да информираме, ама и да пружаме едукација. Затоа што низ практичната работа сватив дека и многу наставници, и многу и родители потребна им е таа едукација. Не знаат. Бидејќи јас тоа го работам или сум обкружен со луѓе, јас мислам дека тоа нормално секој знае
како може да не знае дека треба да купиш кокар за да добиеш кромит, на пример, или ротквица како се. Ама и во моите генерации, значи ние сме многу одделени од природата. Ние не ги знаеме тие основни вештини кои можеби биле нормалност за некое време, па не така далечно. Значи нашите баби, дедовци или тоа било нормално секој да знае и не било отфрлано дека ако некој е образован во некоја друга област, дека не треба да ги знае вештините на производство на храна. Јас се сложувам во тој дел, бидејќи исто како што зборувавме за училишните градини, ако нешто беше задолжително времето кога јас учев, сега веќе тој континуитет е изгубен, истото се случува нормално и во животот. Би сакала да проговориме еве за градината на Филип. Но пред градината на Филип, нешто приватно и лично можеби, 2 месеци беше отсутен од Прилеп и реално многу не достигаше тука бидејќи ако не друго човек треба да разговара и да се консултира, па дури и од овој дел во однос на едукацијата и да се запрашаме што е сега време, што треба да се направи, почвата и треба прихрана или не и треба кои растенија да се засадат и така натаму. 2 месеци беше во Република Србија или поконкретно во Војводина, во близината на Нови Сад, со какви искуства си доаѓаш од таму и што е она што еве можеш да го пренесеш од Србија кај нас во делот на земјоделството, но и во делот на културата, бидејќи реков ти не си само агроном по професија, ти си и работник од културата, поет и исто така и новинар. Што ти остана впечаток од Војводина? Искрено, Србија си ја чувствувам како второ дом и тоа не од сега. Ајде покрај тоа што роднините мои живеат таму, значи сестрата на мојата мајка и нејзиното семејство. Многу ме поврзува пред се културната соработка со Србија која трае од 2014-15 година и сите овие години е вистина во континуитет. Мои книги се објавени таму, често гостувам по медиумите, држам работилници со деца, а она што го правам овде го правам и таму. Една пријателка која е наставник во Тетово, која работи со Сдружение на србите во Македонија, вели ти во Србија ги учиш децата да зборуваат македонски, а во Македонија ги учиш децата да зборуваат српски, така што таа врска е повеќе од само соработка. Вистина, едноставно ние сакале или не да признаеме, ние сме блиски народи со заедничко минато, и мислам дека несомнено и заедничка и сегашност, но иднина. Не врзуваат, значи, и културата и нашите особености како луѓе, меѓутоа несомнено и економската соработка и соживот. Па еве ако зборуваме за земјоделско производство, не можеме ние да извезуваме во Кина, да речеме. Ме разбирате, нити имаме толкав капацитет. Значи, тука сме и треба взаемно тоа да го развиваме, а не да го прекинуваме. Во Србија имав искуство со работа во цвеќарството, што секако секое искуство е добре дојдено. Ми беше на доградба, но ми отвори врати и престојот во Србија да посетам разни производства на семе, на расад, во институтот земјоделски во Нови Сад, институтот за семе, да се сретнам на особена моја радост со основоположничката на органското производство, емеритус професор Бранка Лазич, која многу интересна тема, бидејќи е полично прашањето, че си дозволам и тоа да го кажам. Исто се двоумела кога се запишувала дека би можела да биде студент по книжевност. И тука некако се пронајдов. Да, и ми рече работете вие, ама немој да престанете со книжевноста. Меѓу другото, поврзано и со претходнава тема, таа е основач на првите градини
училишни во Србија. Училишната градина во градинката Радосно детство во Нови Сад постои цели 20 години. И тоа беше прекрасен пример, го зборував и на промоцијата на Полжавче во Кичево, дека ако се сака, 20 години таа градина обстоила. Значи се сменила и наставници, директори и ученици, меѓутоа била сватена важноста на таа градина и еве до ден денеска таа градина постои. Направив интервју со неа, наскоро ќе биде објавено. Има време сите оние мои љубови во културата, театарот, литературата да ги исполнам. Со учениците во училиштето Велко Влаховиќ и со наставничката Снежана Алексиć Станойловиќ сеевме и ротквици, читавме и моја поезија. Така што, испреплетено некако поезијата и земјоделството. Какви искуства носам, секогаш убаво, навистина убаво се чувствувам во Нови Сад. Пред се сум со семејството и со многобројните пријатели. Ќе се согласите и од лично искуство, значи Војводина е понапред во земјоделието од нас, навистина. На што е добро, што мислам дека моментално не може да се зборува за ривалитет меѓу конвенционалното и органското. Туку е добро што, како што професорката Лазиć рече, сватено е дека органското веќе не е алтернативно производство. Тоа е дел, насока од официјалното земјоделство. И така во светот, да речеме во скандинавските држави, тоа и така се развива и примената е слична. Значи, не се вистините и податоците дека од органско производство не може да се обезбеди храна и дека тоа е мал обем и дека тоа не е одржливо. Не е точно и со примери тоа е потврдено и докажано. Едноставно изборе и на производителот, понатаму и на купувачот. Или што би рекла колешката Силвија Колар Фодор од Хрватска, или сега плати му поскапо на органскиот производител, или подоцна повеќе на лекарот. Сега, тоа нека биде пораката од искуствата. Сега се враќаме дома. Ти имаше одредени постови на Facebook каде веќе посеено е семето и веќе се подготвуваш за пролетни активности, тоа значи подготовка на почва и така натаму. Предпоставувам дека градината на Филип веќе има нова своја димензија од сите овие искуства кои што ги пренесуваш. Започнаа ли работите во твојата градина и на што ќе се насочиш годинава или се уште плановите се во твојата глава не се пресликани на почвата? Горде преку емисијата Градината на Филип што се емитуваше тука, но и преку твоето лично доаѓање, тогаш ја затекна во една фаза, не многу совршена градината, сега е подобра. Значи се направи пролетното орање, сега мора тоа да се израмни, да се обработи со фреза, нешто се посеа, нешто ќе се посее дополнително, стартувам со грашакот и другото семе е веќе посеано во затворен простор, но тоа е само почеток, значи има уште многу за работа. Секако дека продолжувам со работата, со идеите, кога човек почнува, се сеќавам пред 2-3 години, мислиш дека се може наеднаш да се случи и така готово, како што е на цртежот или во главата, дека така излегува, меѓутоа природата е жива материја и сваќаш дека земјоделството те учи на трпение и дека, како рекле старите, не може сади брачка, пи вино, треба време да помине. Така што да, плановите се да се развива таа градина. Убава беше минатата година во однос на производите кои ги пласирав, тоа беше сладкото од дујни, кој беше достапно за љубителите, да кажеме, на таа традиционална храна, потоа пелтето од дујња. Се надевам оти годинава ќе успеам и со нови производи да ве израдувам, ама ќе видиме, се тоа зависи од природата. Да. Разговорот би го привршиле со активностите каде што си ти еден од најактивните членови на Slow Food Прилеп и Slow Food Македонија. Ајде прво за
активностите на Slow Food Прилеп, кои се начелно оние проекти кои што ќе се одржуваат или кои што еве пошироката јавност треба да ги знае, бидејќи навистина предизвикавте огромен интерес за оној фестивал на млекото што се одржуваше во Прилеп, и тоа беше една иницијална каписла, барем според мене, дека Slow Food Прилеп е една организација која што навистина вреди и да се членува, но и да се учи од неа. Благодарам, велиш најактивен, многу е големо членството во цела Македонија и сега е интересно дека различни членови се на различни активности посветени, па може би сега еве со Полжавче мојата работа е повидлива, меѓутоа поделени сме на области, а тоа се случува природно, бидејќи некој едноставно е винар. Еве сега, неодамна се случи Slow Wine, тоа е саем во Болоња на Slow Food Италија и Slow Food интернационалната организација, каде што од Македонија се представија 12 мали винари. Од официјални личности поврзани со квалитетот на виното имаме многу добри препораки за квалитетот на македонските вина, што не е ни ново, меѓутоа е убаво да видите кога мали винари се пробиваат и доаѓаат до светскиот пазар, до светските производители, и нормално лично како прилепчаници, како дел од Slow Food Прилеп особено се радувам што и винаријата Сарика од Прилеп, нашиот Гоце Станоевски го представи своето вино таму. Секако и сите оние винари. Во однос на Slow Food Прилеп, одлични беа забелешките во врска со минатогодишниот фестивал Млеко во чест на сирењето, кои сака да ги промовира тие традиционални вкусови на млечни производи. Беше тој настан поддржан од Министерството за земјоделство на Македонија и некако се наметна дека веројатно Прилеп ќе си остане традиционален домаќин. Природно се случи без никакви наши амбиции или желби, ние да бидеме, не. Сите се задоволни, и организацијата Slow Food, но и Министерството. И доколку се добие поддршката, и годинава во септември ќе се видиме на Млеко 2023. Тоа е еден од главните настани на кои потребно е да се работи во текот на целата година. Затоа Slow Food Прилеп ќе се насочи кон тоа. Меѓутоа, би сакале да успееме покрај тој настан да направиме барем 1 до 2 мали пазари на производители. Видовме дека од самите производители тоа е барано, потребно и од купувачите. И во однос на едукативниот момент ќе се направат посети на некои фарми, на некои ресторани на традиционална храна, каде што сите членови ќе можат да се вклучат и да биде тоа и дружба, и посета, меѓутоа и да го има тој едукативен момент. Во однос на училишните градини, Slow Food Прилеп ќе ги поттикне своите 4 училишта со работници да им помогнеме сега, бидејќи е пролет и сезона, колку можеме да се унапредат тие училишни градини. И следнава недела ќе се вклучиме во една кампања. Тоа е кампања наречена Slow Food Seeds, пак поврзана со семето. Производителот од Охрид, мислам дека го запознавте, Сезер Акин, иницираше на 21 март да се расфрлат цветни бомби секаде, секој каде што ќе може, на ниво на Македонија, на празни површини, без разлика дали е двор, нива или некоја запуштена површина, да се расфрлат тие бомби со семиња. Тоа се бомби направени од глина и земја, во кои се става семе, се почекува да се исушат тие бомби, да се стврднат, и како што тој во шега вели, да се бомбардира Македонија на 21 март, не со бомби, туку со семе од медоносни растенија. Идејата е преку тоа да им помогнеме на пчелите и символично како ден на пролетта на екологијата, тоа да го направиме на 21 март, а идејата е нашите 4 училишта во Прилеп да се вклучат во таа кампања
во се она што ќе се случува на ниво на цела Македонија. Прекрасна идеја. Благодарам, Филип, за разговорот. Ми беше навистина чест и задоволство со тебе што разговаравме на различни теми. Сигурно остана уште нешто што не е докажано, но тоа ќе биде повод за следниот разговор. Сега сум тука, имаме време да му обетиме. Благодарам и јас. И во секој случај ќе бидеме во текстот. Сите активности поврзани и со училишните градини, и со Полжавче, но и со Slow Food Прилеп и Slow Food Македонија. Секогаш има што да се научи од вас, а особено од тебе, како млад агроном, поет, новинар и млад човек со многу искрено срце, за да помагаш да научиме како здраво да се живее. Со задоволство и навистина од срце благодарност за постојаната медиумска поддршка и соработка.